Стивнаа бомбите во училиштата, но почнаа да одекнуваат лажни вести кои еднакво ги вознемирија учениците, наставниците, родителите и јавноста. Казните за лицата што ги расширија се уште не се известни, иако помина една недела од лажната вест дека киднапер ги демне помалите деца во музичкото училиште во Скопје и 2 недели по лажната објава за средношколец отруен со дрога во пијалак послужен во кафуле, на која се надоврза и вест за десетмина починати средношколци во градскиот парк. Деманти, информативни разговори во полиција со креаторите на вестите и објаснување дека истрагата е во тек е засега институционалниот одговор на лажните вести, кои за разлика од анонимните дојавувачи на бомбите имаат конкретни творци. За нив, јавноста на социјалните мрежи, од каде што излегоа вестите, отида дотаму да побара и јавен линч, но обвинителството се уште не е на чисто дали тие воопшто ќе одговараат за кривично дело или за прекршок. Формално правно во кривичниот законник не постои експлицитно наведено дело ширење лажна вест, онака како што го перцепира јавноста тоа. Меѓутоа, законските норми во повеќе области даваат можност за одговорност за јавно изнесени лажни тврдења. Што мислам по тоа? Доколку за еден настан постојат елементи кои што сугерираат дека со јавно изнесените лажни тврдења е извршено некој тип на кривично дело, се повредени туѓи права, загрозена нечија сигурност или друг тип на кривично дело е извршено, таквиот настан добива кривично правен третман. Такви се, например, лажните дојави за бомби со кои се соочуваме во изминатиот период. Во друг сегмент пак постои прекршочна одговорност и таа целосно е во надлежност на Министерството за внатрешни работи, кое што треба да донесе одлука дали постои таков тип на одговорност. За еден дел од лажните објави кои што се однесуваат на клевета, која што исто така е ширење на некој тип на лажна информација за некого, постои граѓанска одговорност, односно се упатува на граѓанско правна заштита. Обвинителите работат на утврдување на последиците што ги предизвикаа лажните вести за да утврдат конкретно за кое дело ќе ги гонат креаторите на последните 2 лажни вести. Предвид ќе биде земено и тоа што лажната вест дека средношколец од гимназијата Георги Димитров во Скопје бил отруен од дрога ставена во пијалак во кафуле, ја расшири пензионираната професорка од Филозофскиот факултет Виолета Ачковска. Нејзиното влијание врз јавноста е поголемо во споредба со она за втората лажна вест за киднапер што ги демне помалите деца во музичкото училиште Илија Николовски Луј, што ја расшири Марко Дамевски, кој се представи како загрижен родител. Во секој предмет поединечно се цени дали и кои околности се исполнети, каков е ефектот од така изнесената лажна вест, како и последиците од таа лажна вест. Министерството за внатрешни работи смета дека најголемата штета што ја направиле лажните вести е вознемиреноста на граѓаните. Видите, штетата пред се е во вознемиреноста на граѓаните, која што за жал овие неодговорни лица ја создаваат од на нив познати причини. Лицата кои што ги пласираа овие лажни вести, подоцна во полициска станица кажуваат дека се кајат, дека сгрешиле, но немаме ние ништо од тоа кајање. Тие мора да сносат одговорност затоа што на тој начин предизвикуваат тревога и вознемиреност кај граѓаните. Веднаш се повикуваат во полициска станица и се преземаат соодветни мерки затоа што без оглед на тоа што ги избришаа постовите, нели и самите кажаа дека направиле грешка, сепак предизвика вознемиреност кај граѓаните и тоа мора да биде како примери за оние што ќе се обидат и во иднина. Сега веќе избришаните објави и за лажниот киднапер и за наводното труење со дрога се расширија како експлозија на социјалните мрежи. Објавата на професорката Ачковска за труењето за неколку часа доби илјадници реакции и стотици коментари, а остана на социјалните мрежи речиси цело деноноќие. Таа објавата ја стави непосредно по вистинскиот погреб на матурант од гимназијата Георги Димитров, за кој МВР утврди дека починал по пат од висина. Макфакс побара објаснување од професорката Ачковска за причините поради кои се одлучила за објавата, но таа не одговори на пораките. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски извести дека таа во полиција кажала дека нема информации за настанот, но го објавила она што и го пренале ученици. Сватила дека направила грешка кога почнале да ја бараат новинарите, па го избришала статусот.
Објавата на Дамевски пак за киднапер во музичкото училиште стоеше на Фејсбук само неколку часа. Ја тргна откако дозна дека не се работело за киднапер, туку за крадец, од кој училиштето решило да се одбрани со тоа што ќе стави негова фотографија на влезот со апел ако некој го забележи веднаш да пријави во полиција. За разлика од професорката, Дамевски, од кога ја тргна објавата, им се извини на сите кај кои предизвикал непријатно чувство и паника. Ги замоли оние што ја споделиле неговата објава за киднаперот да го споделат и извинувањето. Меѓу нив имаше неколкумина пејачи, кои со дополнителни емоции зборуваа за лажниот настан во музичкото училиште без да проверат дали е вистина. За Маквак се рече дека се што имал да каже во врска со објавата, кажал во извинувањето. И обвинителството и МВР се едногласни во ставот дека за штетите што ги направија лажните вести, креаторите мора да добијат казни како пример за сите што во иднина би имале слични објави. Она што би можеле да апелираме всушност на поголема свесност и одговорност при изнесувањето на било какви информации, особено преку социјалните мрежи, преку Facebook, заради нивното се поголемо влијание во изминатиот период, со цел да се спречат ваквите штетни последици, ваквите штетни појави кои што можат да имаат огромно влијание врз општата популација. МВР пак апелира граѓаните да внимаваат кому му веруваат и да ги проверуваат изворите за да не подлегнат на лажни вести.